Почитувани љубители на спортот, нов тайм-аут денес ќе го посветиме на фудбалот, на една од најголемите легенди на фудбалскиот клуб Тетекс, Бошко Блажевски. Блажевски, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин. По старите љубители на фудбалот и на спортот, нашите гледачи да ги потсетиме на едни добри стари времења, меѓутоа и оние помладите да научат нешто ново и да слушнат како се играше фудбал, како изгледаше фудбалот пред повеќе од половина век. На стартот од денешната емисија сакам да се навратиме 60-ти на години наназад на твоите фудбалски почетоци. Како се случи да почнеш да тренираш и да играш фудбал? Па, можам да кажам дека фудбал почнав да играм случајно, така да речем случајно, бидејќи не посетував тренинзи ниту на пионери, нити кадети, нити младинци. Тоа се случи во Штип. Таму учев учителска школа и со учениците. Често дворното место на учителска беше циментирано, имаше простор доволно и секој попладне, кога немавме работа за да научиме нешто за училиште, го посветувавме на фудбал. Во 60-та година беше, играјќи во дворот, дојдо едни луѓе и дечко, може да зборуваме со тебе? Може, реков. Дали сакаш да играш фудбал за нашата екипа? Викам, сакам да играм, а викам, која екипа сте, што сте? Ние сме од управата на Црвена звезда, стопанството, Три чешми, тоа е 5 км 6 од Штип. А организиран клуб беа и може, а тоа беше петок, попладне. Ајде рече да ни дадеш една слика да ти направиме регистрација. Слика, викам, ја немам поединечна, имам групни. Од групни рече, исечи ја твојата слика, твојот дел и донеси ни го, вика, ние ќе средиме. И навистина им однесов во саботата слика, направија истиот ден во Подсујус, тој фудбалски Подсујус ме однесо во просторијете, таму потпишав тие пристапници и готово, рече, регистрацијата ќе биде готова утре во 8:30 саат да бидеш таму и таму, те земаме со автобус и на надпревар. Ја викам, бе, копачкари сум обликол на ново како ќе играм, ќе ти најдеме убави копачки, ќе се снајдеш. И вистина ми даде убави копачки, што се вика разносени, фини, омекнати. И играме во Крупиште, блиското е на патот према Кочани. И веројатно сум прикажал добра игра. Не само случајно, ја повеќе бев асистент отколку да давам голови. Дадов гол таму и еден наместив и победиме 2:0. Тие од упреа восхитени. Таа игра во Три чешми, цела година играв таму и се расчуни с Штип и околината и Брегалница покажа интерес. Вика, ќе играш у Три чешми, ама ќе тренираш со нас, па следната година ќе те регистрираме за Брегалница. Добро, викам, ја има време до тога. Ја имам уште ове да завршим трета, па четврта година. И кога заврши трета година, беше тој школски распуст и се врати во Тетово. За моја среќа, веројатно, се сретнаме со мој братучет Живко Серва, покојни, го знаат по старите генерации, а бевме на Вардар, кај Сарачио на купење. А рече, ајде со мене на тренинг. Абе, викам, од купење на тренинг ќе стигнеме со точаци. Немаше коли тоа. И на тренинг и му вика на економот, Љубе Мефлюк беше економ, подкривнуеше малу, ама фин, работлив човек. Дај му рече опрема на дечково. Како опрема, немам више опрема, нема за него опрема, ти кого ќе донесеш, се тоа опрема. И он малу се подлјути, а јас се здрвив. Чим не ми даваат опрема, неќе, тоа е готово. Излезе,
а управата на Тетекс толку беше загрејана. Важни луѓе, Киро Јаневски, Вукашин у СВР, Стојанов од Челопек у СВР, Благоја, директор беше у стопанството, сите тие, секој тренинг присутни. И им рекол, одма да му даде опрема на дечкото. И ми даде опрема, едни скије, да ви кажем право, едни кондурека скије, копачки. Да викам, со ова не можем да идем, не да трчам. Пикни у вода, речи, ќе омекнат. И морам да ги стави во вода и омекнае мало, колку толку ги облеков. И излегов таму, умеѓу време тренингот почнат, се загреваја и играме на 2 гола. И среќата била таја, може би и дарбата била присутна. Тренер беше Соколовиќ Бодо. Слободан Соколовиќ, Бодо надимак му беше, и тренер и играч. Многу добар играч, после играше и за победа. Не сеќам дали известно време беше во Вардар, а во победа сигурно беше. И играјќи, еднаш го допрев, му зедов топката, ме погледа накриво. А ја знам кој е, ама си молчам. По 5 минути, уште еднаш така, имаше финта ми праја, ја го прочитав, го затворив добро, се лупна у мене и падна. Кој стана после, кој ми се сврте, да не спомнувам псовката, но псу, за никаде ме направи. Ти си дошол мене да ме повредиш. Ја па му викам, кој си ти па да те повредим, ја не те знаем тебе. Кој му рекол дека не те знаем, а кој не го знае Бодота беше господ за фудбал, беше овде во Тетово. Алфа и Омега. Алфа и Омега, да. И мрш, да не те видим. И ме истера. И ја заврши летото, ме вика, ево љуботе, не одам никаде, не одам. Ќе идем, уште малку ќе ми почне школската година, да завршим 4-та година. И се вратим назад, умеѓу време Брегалница се заинтересира, ми направија слики, све што треба, кој ќе завршим Црвена звезда тимов општински, кој ќе заврши со школото, да останем во Брегалница. И здравје, ќе биде, има време, ама Штип беше тежок град за живење. Имаше отуња, викат реката, сува, ми се чини канализација, лага, за никаде беше, а беше голо брдо све околу, многу топло. У себе ја стално си викав да завршим овде и да бегам Златно Тетово, викам горе Шарпланина. Заврши 4-та година и дојдов во Тетово, времено сега мислам да се вратим во Штип, да преговарам со Брегалница. Дојдоа од Љуботен управа, а Љуботен и Тетекс у тоа време навистина ревалство беше многу јако. Тетекс како по-нов клуб, а Љуботен со години постар, 19-та, кога беше формиран. Дојде Томе Манојловски, голман беше на Љуботен, и Предраг Димовски, центар халф, играше многу добар и човек и играч, безпрекорен. И ајде со нас у Љуботен, ама у Љуботен. И ме регистрија во Љуботен и заиграв одма. Дури имаше реакција од доста помлади играчи мој врз, кои долго време тренирале кадети младинци, не може да влезат во прв тим. А јас одма во прв тим. И 1 година играв, и тоа играв, да не се фалам, доста солидно. Тако бев ја пргав, упорен. И на крај, да не речам, не наместија, за 1 бод Љуботен испадна од лига. И таа 62-63 испаднавме од лига. Тоа е Македонска лига. Македонска лига, да. И сега, кај ќе играм у Љуботен, се заинтересираја од Тетекс. Татко ми работеше во внатрешни, а овие управа, пола внатрешни управа на Тетекс. Мало притисок кон него, мало притисок кон мене. Додуше и односот им беше доста добар. Ветуваше дека ќе бидам
постојано во екипата. Се разбира ако заслужувам. И се вратив, да не речем се вратив, во Тетекс почнав 63-та и играв до 78 пред крај. Меѓутоа, во тоа време, фудбалот немаше поголема радост за љубители на спорт од фудбалот. Се играше на старото игралиште, каде не береше повеќе од 2000 души, а заинтересирани 5000. И таму немаше за Тетекс навија за љуботен, пошто сме кандидати за втора лига. Почна Тетекс да ја засилува екипата. Почна резултати да се редат. 65-та ми е квалификација за... Тетекс е шампион на Македонска лига. Да, шампиони. Да, игра квалификација за втора лига. Квалификација за втора лига. Игравме во Титово Ужице. Таму игравме доста добро, имаме шанси, ама изгубиме 1-0. И ние се радуваме добро, 1-0, лесно е Тетово 1-2 ќе им дадеме. Меѓутоа некои од тие симпатизери таму нивни не се радувајте, вика. Тие играат поубаво во гости отколку дома. И навистина, кој дојдоа во реваншот, не прегази ја во Тетово. Голем дел од нив, тој Ѓорич, Павловиќ, кој беа, тие беа све у Титово Ужице, у Слобода. Тие све од Звезда после отидоа. Значи, јак тим има многу. И не успеавме тоа. Меѓутоа, желбата и кај играчите и кај управата беше присутна. Не згасна ентузијазмот за напредување. А тога, вистина, другите спортови беа интересни, меѓутоа не можеа толку публика да донесат. И 2-3 години пак со напори, играи, победи, изгуби, се подобри резултати, све некаде за малку горе. 68 година успеавме да бидеме први пак. И квалификацијата со Ѓаковица. Таму. Влазними Ѓаковица. Влазними Ѓаковица, ама навистина тој надпева за памтење. Голем број на наши гледачи беа истепани таму, а ние бевме под таква пресија што не можеме глава да дигнеме. Меѓутоа, желбата беше присутна да се успее. И по многу перипетии, судија имавме одличен. Одличен судија, не сеќам како се викаше, ама коректен, реално судеше и тоа ни даваше морал да издржиме. И за наша среќа изиграме 0-0. Сега викаме вториот пат еден гол ни треба, ќе успееме. И во реваншот навистина успеавме. По едно време кога половина време од надпреварот врнеше дош многу. И од пенал дадовме гол, заврши 1-0 и Тетекс успеа да се квалификува во втора лига. Откако успеаме да се квалификуваме во втора лига, еуфоријата се зголеми уште повеќе. Управата почна да размислува, да ја засили екипата, иначе бевме само наши играчи од Тетово и двајца од Скопје беа. И за втора лига треба појака екипа. И почна да доаѓаат од Скопје, од Ниш, од Белград дојдоа Кечан, Борисавлевиќ и Матиќ. После дојдоа од Нови Сад, Морача, Беквалац, Бабиќ, Радиновиќ. Не може човек да ги памти сите, меѓутоа тие подобрите ги уште ми стојат во меморија. И Тетекс почна да игра стабилно во втора лига. Административно, 74-ти испаднавме од лига, се скратија лигите. И ние испаднавме. Меѓутоа остана истата екипа. Одма следната година се вратиме во втора лига и уште појака екипа се направи, резултатите беа уште подобри,
Меѓутоа, сега екипава почне да се ретши со играчи од Тетово. Почне све од страна засилување и така што пред крај 78 јас кога напуштив, во август месец беше, игравме куп надпревар со победа Прилеп, тога и ми дадоа опроштање надпревар, јас им благодарам секој што го велам, заслужено ми организира надпревар опроштаен, со што ретко се случуваше тоа време. Полно играчи дојдоа и отидоа како анонимуси. А мене јавно ме испратија од фудбалот на 36 години, 36,5 години. После тоа, значи, останаа нашиот тето само двајца. Заковски, Стеве и Јачи Мемеди. И многу играчи дојдоа. Тетекс играше вистина подобро, меѓутоа екипа многу острана. За среќа наша, сите што го посакуваме, успеа Тетекс да влезе 81 година во прва Југословенска лига. Прво условите ги немавме ние тие, ни собликувални како што треба, ни стадион на стариот, прва лига на стариот, кој доаѓаа сите се чуде, па овде ли ќе играмо, овде ли ќе играмо. И у тој период дојде идејата да се направи новиот стадион. Сите делови што се правеа, калап и све беа во Тетекс. Практично Тетекс го направи преку 80% стадионот. Меѓутоа, зошто не остана во собственост на клубот, не знам. И кога почне во прва лига, премногу се заборави на нашиот млад кадар. Јас, умеѓу време, работев и со млади, со кадети и пионери и со младинци. Имавме многу добри генерации кои ветуваа ако им се даде шанса. Меѓутоа, играчи све од страна, нашите нема кај да играат, талент имаше доста, ги праќаја во Љуботен да играат, голем дел кај нив, во Теарце, во селава околу, во Брвеница, Јегуновце, Јуохром. Така што таа генерација не успеа да помине во Пред да преминеме на периодот кога сте веќе тренер во младинските категории на Тетекс, малку да се навратиме повторно на играчката кариера. Како влијаеше не само на вас, туку и на вашите соиграчи? Значи, кажавте дека Тетекс во главном бил составен од играчи од Тетово во првите години вие кога доаѓате, а потоа се претвора во легија на странци, доаѓаат играчи од цела Србија, па и од цела Македонија. Како влијаеше врз моралот на тетовските фудбалери тоа? Кажавте дека заминуваат во Љуботен. Дали успеа да направат кариери? Дали некој се откажа од фудбал заради тоа? Голем дел и се откажа. Навистина, кој не добија шанса година, 2-3 да тренираш, а да не добија шанса да се покажеш, утепува моралот кај човека и се откажува. Некои продолжува најповеќе во Љуботен. Тоа го спомнав, ќе го повторам. Влегувањето во прва лига го утепа моралот и перспективата на Тетекс. Се заборави на своите играчи, на своите потенцијални кандидати за играње, така што дојде време по Тетекс за една година испадна пак. Јака конкуренција беше тоа за нас. Ние сакаме со 2-3 години припрема, ајде у прва лига. Прва лига треба да се прави екипа во континуитет од 5-6 години за да бидеш равноправен со останатите. Така да во следните години Тетекс почна полека да назадува. Играчите, тие што дојдоа за пари, не дојдоа што го сакаат Тетово и Тетекс клубот, кој видоа дека парите се намалија, дека конкуренцијата и во втора лига беше доста јака. Па во периодот кога се распаѓаше Југославија, имаше разни промени. Од Словенија клубовите се одвоија, од Хрватска се одвоија.
нас не затече, еднаш игравме во Зеница, натаму отидовме со списоци и све полиција, војска на граница. Со граница. Со граница и со списоци не пуштија. Назад не можеме да се вратиме. Некои места што ги видовме натаму одејќи, наму више беа све рушени, тоа рад таму, а ние сме отишли да играме фудбал. Тоа беше многу интересна работа. И кога се вративме, рековме ова спасивме глава. Беше ужасно. Многу разрушени работи имаше. Тој период екипата почна да се распаѓа тотално. Од година во година. Ја работев како помошник им бев на Кашанин, на овја тој Радивоевичка се викаше, добар тренер, млад. Бев со повеќе тренери, меѓутоа квалитетот на екипата постојано опаѓаше. И навистина е жалосно што многу млади таленти пропаднаа заради тоа. Сега желбата за да се биде прва лига беше вистина голема, ама требаше се води сметка и на своите. Така што фудбалот, како што се дигна, што викаат, до небеса, така почна полека да спаснува. Па Тетекс дојде период кога испадна и од втора лига, па сега се мачи со општинска лига, финансијата секнеа тотално, комбинатот више не финансира, така што Тетекс моментално е во вистина лоша ситуација. И му треба помош. Треба се работи со млади категории, меѓутоа млади играчи сега нема. Технологијата отиде напред. Технологијата отиде напред, а условите останаа истите кои што ги имавте вие пред 50 на години. Речи си исто. И екипата не само Тетекс, и Љуботење за никаде општинска лига, сите нивоа паднаа најниско доле. Децава сега не сакаат да тренираат, тешко им е да трчаат телефонот пред него, интернет, компјутерот и само тука. Да. Само тука. Вие се сеќавате на тие времиња. Дали еве на пример во соблекувалната на Тетекс, во изгледот, во условите е нешто променето за овие 5-60 години? Речи си не е ништо. Ќе се офарба по 2-3 години и мислише нова просторија. Додуша се става бойлери, меѓутоа секојдневна употреба, тоа се пропаѓа. И не се води сметка да се надокнади, одма треба време да пројде, а тоа време влие и на играчи, и на тренери, и на услови и други за тренирање, за играње. Едно време не оплячкаја, па и опрема што имавме, и таа ни украдува. Значи, кога клубот пропаѓа, све пропаѓа, од секоја страна дува промаја. И навистина вака зборувам, а у мене ми трепери душава, зашто знам колку желба имало, колку се работело да се дигне клубот на една височина, а сега све пониско и пониско. И како стојат работиве, не гледам светла перспектива. Кажавте дека голем дел од играчите кои што не успеваат да обезбедат место во Тетекс преминуваа во Љуботен и во други клубови. Сега мене ме интересира како изгледаат тие дерби надпревари, градски дерби надпревари помеѓу Тетекс и Љуботен во тие 60 и 70 години во Македонска лига. Дали имаше ривалство помеѓу играчите на терен, на трибините? Ривалство, спомнав на почеток, од самиот почеток постоеше. Љуботен како по клуб со постара историја си имаја своје мислење за нивните вредности, а Тетекс како млад создаден тим сакаше да биде секојаш подобар. Надпреварите беа милина за гледање. Дерби надпревар, секој надпревар дерби, дали. Меѓутоа имаше една работа. За куп надпреварите, Љуботен речи си 80% не победуваше нас. И тоа сериозно се играло, куп надпревари на Македонија.
Љуботен ќе не истепа 1-0, 2-1 со пенали, вака, така ќе ни те закуп. А за бодови не можеше со нас. Зашто Тетекс имаше поголем број на играчи и секојаш за нијанса беше подобар. А што се однесува до публиката, немаше место кај да седнат. Па зидовите околу што бе оградата на стадионите, од озгора висеа луѓе, еден до други се држеа како жива ограда, да гледаат фудбал. Па имаше ситуација каде што луѓе по двајца, тројца групно ќе паднат од зидот доле. Меѓутоа, ги тераше да дојдат на игралиште. И интерес беше голем. Пред да почне, секаде низ град, групе на навијачи на Љуботен и на Тетекс се спремат да навиваат реквизити, правеа меѓу себе, правеа тие некои работи. Се довикуваат до фрлаа. Имаше некои работи, ќе ве закопаме, тие со облеки разни. И многу работи имаше и беше многу интересно. Тие дерби над превари беа, иако сме играли дерби, например, Вардар кој ќе испаднеше од прва лига, често испаѓаше, ќе дојде, ќе се соберат гледачи, ама друго беше, меѓу себе, цела недела се дискутирало, цел месец се дискутирало само за надпреварот Тетекс Љуботен. Па после една недела, може и повеќе, како било се прераскажува. Се прераскажува како требаше вака, требаше така, требаше овој да игра, оној. Тој фудбал тогаш беше, едноставно речено, поинтересен и може ќе сгрешам, а многу попоштен. Вистина квалитетот се гледаше на терен. И, например, ќе дојде надпревар со Струмица да се игра. Па тоа било празник, а па ние, Тетекс, пошто беше малу финансиски подобар. Тие 60-тите и 70-тите не бидејќи втора лига сидеше низ Југославија и Војводина горе. 60-тите години, пошто Тетекс беше како финансиски појак, почнеме да идеме од вечер. Во, например, Струмица далеку, Битола. Во карантин. Ќе преспиеме, ќе вечераме таму, утрената ќе се одмориме и на надпревар. А до душа, претходно, од дома ќе не соберат у 6 саат са бале ненаспани, ајде во автобус, да стигнеме на време да играме у Струга. Па плюс тоа, тогаш не беа патишта асфалт како сега или коцки. Ето патиштата не тупа возилата. Макадам. И имавме еден перкес автобус, мал фабрички, стар кој знае колку години, не диктуеше. Па по патот нарочито за Струга и Охрид кој се одеше, или преку Кишов или преку Девар. Прашина, автобус не можеме да се видиме. Замислете какви услови биле тие. Во однос на ова сега, и опрема, копачке, со клинци закоани, со џончини од оздола, терените нема трева, све е земја, како играш, џончето се троши и клинците постепено у нога. Влага, копачка внатре, кој ќе заврши над преварот, кој ќе се облечеш крвиште внатре. Ама мерак било, па не се кажувало, ако кажеш дека имаш проблем, ќе ти изведа да не играш, ќе те сменат. А меракот бил голем. Тоа било уживање. Па сме спиеле и во хотели, сме спиеле во интернати, кој немало место. Знам, во Гевгелија спиевме така, во една школа, интернат. Ама меракот ние млади, што сме од вечер таму, ќе излезеш да прошеташ, ќе се видиш со колегите, па те гледаат групно, зашто групно идевме, не идевме поединачно, да не се случи нешто. Нема инцидент. Да, и не гледа, еви ги Тетекс кој ќе рече, па ние радости, не гледат, сме нешто повеќе од другите на улица. Така што тој фудбал 60-тите беше, ми се чини најубав и најинтересен и за гледачи и за се. А после тоа се беше на повисоко ниво. Меѓутоа се некако вештачки. Со сила некако. И плюс тоа, како што спомнав, екипата се наполни со играчи од страна.
И тоа ја уништи Што перспективата. беше поинтересно за гледање? Тетекс Љуботен како градско дерби или Тетекс Вардар како државно дерби, да речем, на македонско дерби во тоа време? Како што спомнав, дербито меѓу Тетекс и Љуботен беше поинтересно, затоа што цел месец само за тоа се зборуваше. И што имаше мали кафанчиња така, или сладкарници, повеќе сладкарници беа како опатија на плоштад беше бивши плоштад. И јагода имаше од хотелов сегашен. И тука се собираја, а на улица доцна навеше само тоа. Вака ќе биде, така ќе биде, прогнози. Имаше дури и меѓусебно кладење. Имаше, знам еден случај, кој се кладеле 100 метри да го носи на рамо едниот другиот ако победи. А тоа беше смеа, и тоа на плоштад. Ја до душа не сум го видел тоа. Било навеше пред публика, собрана публика, 100 метри од едно место до друго на рамо и го носи. И ви стијате, тоа е драж за публика. Тоа е интересно, нешто невидено што сега не може да се случи. Претпоставувам дека во 60-тите години и немало некој кој знае колкави пари од играње фудбал, па и во Тетекс, како една од побогатите екипи во тој период. Меѓутоа, најпрво сакам да ги споредиме 60-тите со 70-тите години околу заработката. Нема споредба. Во никој случај нема споредба. Во 60-тите години почнаме да играме надпревари за аматерски тотално. Беше награда што ќе ти дадат да ручаш, па наместо едно парче, две парчиња благо ќе ти стави, награда е тоа. Тоа е премија за победа. Сокче ќе ти даде и ќе прашаш, може уште едно сокче? Може. И добро е, 2 сока. Иначе, пред тоа не беше така. Тие 60-тите години не може да се споредат со ништо. И реко, прво игравме колку за образ, да бидеме подобри од другата екипа. И од љубов кон клуб. Од љубов, тотален љубов. Да. Ама постепено, секаде, па особено скопскиве екипи почне, работнички не до душа, а почне МИК да дава. Денешен ФК Скопје тоа. Да, денешен гледачите ФК кои што не Скопје. знаат. Почне нешто, слушаме да дава Брегалница, почне да дава Вардар се знаеше дека дава легално, тие беа професионален клуб. Така што и кај нас зголемија. Па наместо ручек и по некој денар ќе ни даде да си купите нешто благо. Особено ние спортистите, повеќе сме биле по благи работи, на алкохол не се размислува. Ја од таа навика ми се чини од тогај, па и денеска ретко да се напием алкохол. И почне мало наградите да растат. Тоа и желбата кај играчите ги зголеми. Така што со тек на време, некаде до 70-тите, се зголеми наградниот фонд, така да кажам, кај играчите. А веќе од 70-те тоа беше легално плаќање. Веројатно, крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите години се најбогатите времиња на фудбалскиот клуб Тетекс. Да. Ако во тоа време што можеше да се купи со една плата како фудбалер на фудбалскиот клуб Тетекс? Колкава беше вредноста на тие пари за да споредиме, да знаат? Се ќе ви кажем еден пример. Пошто се случи да немало доволно пари да се исплатат играчите сите. И нас домашните не оставија да не земеме еден месец, следниот да земеме, а да има за тие што се дојдени од страна. И на второто земање, бидејќи тогај еуфорија беше за прва лига, мене ми се собра 7 милиони во тоа време. Устари не 7, 6 и 400 така беше. А Радиновиќ, мене ми е резерва, зема 7 за еден месец. Колку да си реален, паѓа моралот. Јас за 2 месеца 6 и тај еден од управа ми вика да не потенцирам кој
Еле, кој ќе те види жена ти дома, ќе ти исцуне. Мене жена ми и без тоа ќе ме цуне. И ми се наљути, за мало ќе ме истераш од клубот. Зашто сум рекол, зашто сум му противрекол. Така што, тогаш беше 9 милиони беше кола да купиш, од 9 до 11 милиони кола да купиш, а земаја играчите, ето и тој мене за 2 месеца ми се собра 6.400. Од тој момент јас тогаш почнав да размислувам малку позрело, бидејќи доаѓаја пари што не си ги рачунав. У себе ги сметаш, таму ако победам, таму, ама ако победам. Така што со тек на време се плаќаше, собираше многу пари и еве јас ќе речам искрено од душа, собрав пари, со кредит купив стан. Значи за 2-3 години купив стан. Значи, Еден играч од Србија, кој што пред извесен период се видел со него, баш на оваа тема разговаравме и ми рече, за 1 година во Тетекс заработував како денес да купам стан во Скопје за 1 година. Ако ништо не потрошиш од парите, за 1 година, вика, може да купиш денес стан во Скопје. Таа беше вредноста на парите, вика, што тогаш ги земавме во Тетекс, веројатно и повеќе од тоа денес што заработуваат фудбалерите во прва македонска нема лига. споредба. Нема споредба. Во македонска лига не беа парите тоа. Во втора лига веќе 70-тите кои влеговме, тогај бидејќи се сметаше дека екипата треба да се засили, а не може да заселиш ако ти дојдат тебе од Нови Сад, од Белград доаѓаат 8 играчи, не можеш ти со 1000 денари. Сега еве кажа сега, имало голема разлика и во платите, во домашните играчи, во тие што доаѓаат од страна од другите градови. Некои играчи сметале дека се поквалитетни од тие што биле доведени од страна, а седеле на клупа. Дали во тој мешан состав, значи и на тетовчани, и на скопјани, и струмичани, Нови Сад, Белград, дали имаше инциденти, дали имаше закачки меѓу играчите, дали имаше формирање на кланови одредени? Закачки во прав смисол на зборот немало. Од едноставна причина. Затоа што ти се договараш со управата. А ние за ситни пари играме, само да играме, не се игра. А тој дошол да спечели тука, не дошол да не види нас. Така што немало како тој не е виновен што сема пари. Он се договорил со оваа управа и тој му плаќа. Ние ако побараш малку поиќе, ако не ти чини, престани да играш. Едноставно не играј. Јас сеќам Стеве Заковски, добар дечко, добар соиграч и пријател ми е, со него работевме како тренери долги години. Се разбиравме супер. Го оклеветија дека наместил надпревар дори играше во втора лига. И го шкартираја. Така што и нас ќе не најдеш истото, ако бараш повеќе него што реши он да ти даде. И тем бевме неравноправни во однос на дојденците, така да ги наречем. Меѓутоа меракот беше голем. Нормално тие имаја повеќе трошкови, храна, клубот им плаќаше, сместување, клубот им плаќаше, путни трошкови да иде еднаш или 2 пати месечно до дома, клубот им плаќаше. А ние ништо не земавме. Само тоа што се заработал на терен. И моравме така, бидејќи бевме во мањина. Тројца само игравме од Тетово. Како се славеа победите на Тетекс? Како се славеа успесите? Еве прв пат Тетекс жегува во втора лига 68 година, кажавте. Како тога се славеа победите и кога беше поискрено славењето? Во 60-тите, кога имаше повеќе домашни играчи, или во 70-тите, кога веќе Тетекс беше легија на странци? Знаете што? Порано навивањето беше поинакво затоа што, како што реков, бевме само своји играчи. Ќе ви кажем пример со влегувањето во втора лига, со Ѓаковица, влазни име од Ѓаковица. Наши навијачи и од Тетово
до Јажинце, до граница. Не чекае граница. А Башка, од селата, што се по тој дел покрај патот, се беа на улица доле и не чекаја нас да не поздрават. Вечерта не допреа во Призрен, а и Призрен и Ѓаковица меѓувреме се јаделе исто. Биле ривали. Да, ривалство, Лирија, Призрен со И Лазни. не допреа со минимално плаќање да преспиеме у Призрен. Утредента, кој дојдовме на кај дома, ние радосни, прерадосни. И ни се случи инцидент у Ѓаковица. При излегувањето по надпреварот, и тоа 2 часа останавме во собликувалните, каде што од кров кршија и со нозете им висеа доле, а ми е пикнето и ќоше. Имаше 2-3 полицајци, тие не можеа да задржат ништо. Да би уште полошо, не однесоа обилазен пат, еден стар пат, мислејќи дека таму ќе нема никој и да пројдеме низ градот безбедно. Ја тие разбрале од негде. Имаше 2 полицајци кај нас во автобусот, меѓутоа разбрале од негде, баш таму најтесниот дел кај уличка една, кој влеговме улицата од спротива, 200 души. Сите расположени ратно. И среќа тој полицаец од Црногорец изгледа беше, така спомнаа после, стоп! Го допре автобусот. Иначе право кај нив ќе одевме. Па полиција ги растера, а ние изуплашени, пикнати под прозорите, а прозорите само еден по еден само прскаат. Пао, со камење удираат во автобусот и се кршат. Големи трауми претрпевме тогај од тие нечесни работи на навијачите на Ѓаковица. А они имале спремено дека ќе поминат. Нема проблем, ќе поминат, ќе успеат да се квалификуваат, мислејќи ќе дадат. А имаше притисок невиден. И од публика, и од све. Меѓутоа, ете, наша среќа и екипата. И реваншот во Тетово како помина? Имаше реванш? Навивачки реванш? Не. Првото го игравме во Тетово. Првото го игравме во Тетово и победиме 1-0 по дожд, како што спомнав, и од пенал. Многу тешко, тие играе добро. А Тетекс носеше гостински навивачи во тој период? Имаше организирано. Особено да бевме во Македонска лига, немаше да надпревар да изиграме, а да нема навијачи. Зашто Тетекс направи квалитетна екипа и 60-тите години, така што беше конкурентен, речи си, на сите. И обавезно автобус или 2 навијачи, сами организираја они. Не треба Тетекс да им организира, самите ќе организираат. Имаше неколку души што организираат, ќе направи список парите и автобусот у Штип, у Струмица, у Прилеп. Сме имале постојано навијачи. Во тој период кажа дека повеќе од играчите биле локални, домашни. Да. Тука, дали може да се присетиш на некој од играчите тогаш? Кој ви беше тренер, кои ти беа соиграчи од тој период? Од нашите тетовчаните? Овде тренер најдолго имаше Аджиевски од Скопје. Беше тренер. Меѓутоа, прав тренер, јас го ценам затоа што беше тетовчанец. Гаге Митрески. Митрески немаше некој совршени тактики. Меѓутоа, тако беше човекот, љубезен, со убави зборови ќе натераше да одиграме со тек на време и тој се усоврши и со него сме играли доста надпревари. Добар тренер беше, надимак му беше Гајда. Тој уљуботен беше, па го викаја за Тетекс. Меѓутоа, после момент дојде играч Вукотич. Вукотич, тој теоретски беше пон. Немаше што не знаеше. Меѓутоа, работа со играчи, тоа многу беше слаба точка. А современ тренер. И не беше јак тренер. Од соиграчите некој од локалните тука од Тетово? Па има Јакимовски беше добар играч. Неделковски Васе беше добар играч.
Форчевски беше добар, јаш Малу беше плашлив, ама покојни е се. Имаше Бачовски беше добар играч. Ма целата екипа беа доста квалитетни. Пред да преминеме сега на опроштајната утакмица со победа, дали може да издвоиш некој надпревар од твојата кариера, некоја анегдота од некој надпревар? Нешто што ќе ти остане во сеќавање? Можам да повеќе надпревар да ги издвоим. Освен надпреварот со во Жаковица, зборувавме веќе за него. Игравме со Будуќност Титоград. Требаше да ги победиме за да биде Вардар прв и да влезе во прва лига. Они беа ривали меѓусебни. И на состанок пред надпревар, пред неделата, цела недела бевме во Дојран. И се припремавме, додуша малу и премногу не како да кажем, не накострешија, зашто мора да тепате. Ами ние ќе играме да победиме, ако изгубиме. А Будуќност јака екипа претходно испадна од прва лига. Меѓу другите имаше тие двајца браќа, Мирочевиќ. Едниот нападјач, многу итер, добар фудбалер, Гогетерин беше. А брат му играше во средниот ред. И ми падна задача мене, јас да го држам Мирочевиќ. Не да се фалам, меѓутоа тој надпревар не само јас што го памтам. Сите што го гледаа тогај велат, тој надпревар со Мирочевиќ не му даде да дише. И вистина, сенката му е газев, све до него, не можеше топка, што ќе прими, ја само ќе ма чушнем, нем друго, само да не дозволим да игра. И ги победивме 1-0. И на моје изненадување, ама ете така и еден вид признание на моја радост, после надпревар Мирочевиќ дојде у соблекувална. Каде е тој малиот? Еве го, слушај, вика дечко. Ова што си ми направил ти денеска не ме нашло до сега. Ќе те памтим цел живот. Со овие зборови ми се обрати и навистина тоа за мене беше признание едно кое еве ден денеска, не само јас што го памтам, сите навијачи кои биле на тој надпревар, века таков надпревар не може некој некого да држи до таа мера да не сукне топка. А тој репрезентативен, замислете. Следната година влегува во прва лига и се сеќавам го гледав надпреварот со Партизан. Стојковиќ центар халфот на Партизан, не можеше топка да му земе. И сега не можеш да правиш споредба, тој надпревар таму и овде, меѓутоа ја веројатно сум имал некои квалитети во себе, не му дадов да мрдне, значи тотално не виден на терен. А ваму на репрезентативецот и Стојковиќ репрезентативец, што сакаше му правиш. А тој бараташе многу со топка. Ама ја не му давав да дојде до израз. Само ќе пипне, а ќе му онодив, ќе гурнем, ќе онодим. Така што еднаш само ми избега и ќе дадеше гол. А они со нерешено ќе влезе во прва лига. Вака Вардар влезе. Имате добиено црвени картони во играчката кариера? Да ви кажем, дали имам еден или ни еден црвен картон. А во Македонска лига 3. И тоа не е заради тоа што сум направил прекршок или нешто друго, за да се смири надпреварот. Во Скопје ме потепаја со работнички. Тој Трифуновски, за да ме удри, од назад, клоца ми удира мене, и јас со лакто му вратив. Двајцата надвор. А тој му утепа во Крушево, со Питогули играме, гужва стана таму, тој ме удира, ме оноде, ја не му враќам. Дојде судија Симоновски, ми се чини од Скопје беше. Ајде, двајцата надвор, чекај ме, викам, тој ме удира мене, викам, клоца ми удира дубајна, муте, па гледај, модро. Да се смири надпреварот. Јас сум бил вистина пргав, цврст дуел, ама не сум удирал без топка, ама никогаш. Нити сум пробал
да наместим Џон некому, затоа што јас сум се гледал од другата страна, ако мене ми остора тоа, а голем дел од тие играчи, особено у втора лига после, од тоа живе. И сум бил коректен. Сум бил цврст играм, а Играчката кариера ја завршувате на 36 години. Веќе споменавте претходно на опроштена утакмица ви беше со победа од Прилеп за купот на Македонија. Да. Зошто се одлучивте да ја завршите кариерата? Како се случи Не се до одлучив денеска? јас. Не се одлучив јас. Бев принуден да прекинем кариерата. Формата ми беше на речи си највисоко ниво. Игра безпрекорно. Меѓутоа, за да се ослободи место за останатите дојенците, особено за тој Радиновиќ, кој играше со една нога. Со една нога играше, само десната ја вртеше и онодеше и држеше току и не беше нешто нарочно, ама другар со Беквалац, со Морача, со тие другите таму и за да се направи место до душа ретко кој истерал вака до 36 години да игра. Меѓутоа физичките предиспозиции ми беа солидни. Така што не осеќав ја проблем за трчање, за дуел, за све. Сите работи што и бараат тренерите, јас сум ги исполнувал. Ако сум имал 36 години скоро. Меѓутоа, тренерот дојде, Пазмањ, ми вика вака и вака, рече, овие твоје вика, ми вика да ти кажем да престанеш да играш. А јас знам вика дека можеш. Па добро викам, зашто не доаѓа никој од управа да ми каже, у лице да ми каже, Бошко, доста е за тебе фудбал, стар си, не исполнуваш условите за да играш, доста е. Не е тоа срамно, не се игра цел век, се игра дур можеш да играш. Меѓутоа никој не дојде да ми оноди и ја му кажам, добро, ако е така, викам, ја не сакам со сила да играм. И ми дојде понуди за да идем у други клубови. У Брејалница, у Љуботен, дојде Аман, дојди кај нас. Не бе, викам ја, тоа заврши со тете, завршим кариера, не ќе се бламирам се ја негде на друго место каде што немам перспектива више. Како изгледаше тој надпревар со победа? Со победа, игравме за куп победа. Долго години имаше јака екипа, меѓутоа тој период падна победа. Не беше тоа што беше порано и во втора, долги години во втора лига играе они. Меѓутоа за куп игравме, не одиграв ја многу. Одиграв до 15-20 минути, колку да ме види публика. Ја им благодарам што ми организираа прошлоен надпревар, кој ретко кој го добил. Не се сеќам дали некој од тоа се однесува на наши играчи од Тетово овде. И тоа е едно големо признание за толку години да ги проведе. Значи, ја замислете, од 63-та до 2008 сум во Тетекс. Колку му и доаде? Тоа скоро 50 години. Скоро 50. Да. Па ретко кој така во еден клуб да остане. На надпреварот со победа добивте подарок за спомен? Добив, еве овој часовник ми е подарок од тога и не го вадам од раце. Докса, позлатен, многу фин часовник, и победа ми дадоа букет цвеќе, значи признание од широк круг на луѓе и спортисти. И се осеќам почастен што Тетекс тоа, ако инсистира, може би порано да престане, ама тука беше крајот негдека. Никој повеќе не може да игра. Од денешна перспектива, доколку се вратите тогаш, во тој период, и треба да одлучите дали ќе играте за Тетекс или за Љуботен. Зборувам кога клубовите би биле на исто ниво, со исти финансии. За кого би се одлучиле? Сега малу Љуботен ми е прва љубов, да речеме овде во Тетово. Меѓутоа, Љуботен не покажа квалитет некој за да ме привлече. По континуитет од година, 2-3, све Тетекс идеше напред, а Љуботен стагнираше и све подоле. И нормално, секој би отишол таму каде што е подобро.
И како што ви реков, и татко ми покојни беше работен во внатрешни, така што и таму имаше малу притисок. Он мене директно не сакаше, ама ми нафрлаше, ај Тетекс подобар е, поеќе пари има она. Така што и сега би се определил за Тетекс, зашто и кој почнав овде во Тетово, првата љубов ми беше Тетекс. Се што не ме сакае во тој момент Подо тој Соколовиќ. Соколовиќ не ме сакаше, зашто сум му пргаво сум играл, а после ме засака и до скоро. Не знам, у Пожаревац живееше. Редовно поздрави преку возачи од тете што иде што носе роба, редовно поздрав до Бошко Блажевски. Во 78 година ја завршувате играчката кариера. Што работи Бошко Блажевски после 78 година? После тоа, откако завршив активно играње, почнав да работам со кадети, една година, две, со пионери, по една година, две, така што до влегувањето во втора лига. Во втора лига, уствари до влегувањето во прва лига. Јас, веројатно, по заслуга на спортот, на фудбалот, преку генералниот директор, бидејќи моите понисок ранг не сакаат да ме унапредат, а престанал со фудбал, значи нема финансија додаток. А работев во персонална служба во Тетекс. Во овде време никој не води сметка за мене, кај сум, што сум, на најниска администрација плата. И секоја чест на Ѓорчевски, генералниот директор што беше на фабриката Тетекс и практично спонзор на клубот. Ме унапреди до тој степен што ме стави да бидем шеф на магазин или раководител на магазин за државни резерви. Таму се чуваше само роба за државни резерви за негде хитно да се пренесе. За не дај Боже. За не дај Боже. Така што нема секој ден оврске, меѓутоа доаѓаше период кога 10-15 дена нон-стоп треба да работиш. И јас се оддалечив во тој период од фудбалот во прва лига и со работење со тренериве што са дојдени од страна. Ја умеѓу време, пред да завршим со фудбалот, завршив курс за тренери у Скопје, на кој Милјанич беше предавач, Валок беше предавач, така што дипломи што ни дадоа, може да работиш до втора лига. Меѓутоа, работното место ми беше многу добро, така да кажам. Можеше да истрпи еден ден да не отидеш на работа, ама се случувало па на место еден ден, ја од сабајле до вечер ќе работам, треба се даде роба поголема количина, мора да се издвои, да се испрати, да се работи. Во Независна Македонија работите како тренер во Тетекс или не? Не. Јас 2008 престанав со спортот. У меѓувреме, сопругата ми се разболе. Долго години беше болна и тоа ме затвори скроз дома. Меѓутоа, сега, долги години, 12-13 години, јас се, така да речем, се бавкам со спортски активности во пензионерско друштво наше. Таму сум во комисијата за спорт. На почеток бев како надпреварувач. Имав така атлетика малу перспектива, така подобар, пошто сум трчал цело време. И председател на комисија по спорт и сега сум исто у комисијата за спорт. Така тука наоѓам сега сатисфакција за времето што треба да го поминам, за тоа што било, што прошло. Тука некако го претопувам во тоа и што викаат, ја смирив душата. А фала Богу, нека ме чува здравје. Пак тука ќе има активности, имам доста навијачи и да не речем
и македонци, и албанци, и турци. Од по старото време, кој ќе ме сретне здраво, Бошко ќе ми ја немам појма кој е. Ама јас сум бил некој и нешто за нив од стадион. Има пример во Резвени старешини, туј има за кошарка. И сала има, и јас со мојве што са по спортов и пензионерско, го прашувам тој еден одговорен бе вака и вака да кошарка, да фрлиме некоја топка на кошов. Бошко, како не може? Ти знаеш ли дека мене за рака си ме фатил, си ме однел у игралиште, си ме внел. А тој од Жепчиште. А Жепчиште близко и доаѓа на стадион. Ја немам појма, сум го фатил за рака, сум го внел натре. Дали е албанче, македонче, турче, све исто ми било. И ја не заборавам тоа. Ти може кога сакаш да доеш, вика со твоите да тренираш кошарка. Ете видите, не се забораваат добри дела. Не би сакал да правиме споредба Тетекс денес и Тетекс во минатото пред 50 и 60 години, бидејќи мислам дека многу убаво се објаснивте како било тогаш, офативте и мал дел како е денес. Меѓутоа сакам да направиме една споредба, општа споредба, на фудбалот кој што се играше во 60-тите и 70-тите години на минатиот век во Југославија и фудбалот што се игра денес. Во смисла на физичка подготвеност, техничко-тактичка подготвеност, динамика на игра. Дали може да се направи една споредба, бидејќи југословенското првенство во тој период сигурно дека било во топ 5 во Европа. Да. Значи Југославија во тој период има дадено и европски шампион. Има дадено и финалист на купот на шампиони, што значи дека се работело за едно од најквалитетните првенства. Што значи дека можеме да споредуваме врвен фудбал тогаш и врвен фудбал денес. Спомнав на почетокот дека жалбата за фудбал во тоа време не била заради финансиски средства. Било мерак да се игра, да се излезе од Тетово, да се представува градот или клубот, да се покаже што подобро на противнички терен. Радости, ви спомнав, радости било да се игра тогај. И, например, дали мене така ми се чини или така беше, квалитетот во Југославија беше на повисоко ниво и подраматични беа надпреварите и првенствата, така и во Македонија. Почна тренери да не доаѓаат од страна. Божиновски ни беше тренер, Часлав Божиновски ни беше тренер, значи веќе се работи на посериозни работи. После ни дојде тренер Кокиновски, имаше надимак, не знам како беше, па ни дојде Вукотич од Крагуевац, па ни дојде повеќе, значи 60-тите години веќе посериозно се размислуваше за квалитетот на фудбалот. И после тоа водилја беше парите. А 60-тите, ви реков, да те однесе на надпревар. И денес е така. Да фудбалот и воопшто спортот е повеќе маркетинг отколку спорт. Се ќе ви кажем. Сега се згадувам повремено, се згрозувам кој ќе видам на терениве низ светот. Абе мало ќе го пипне, ќе падне доле и не станува, мислиш, готов, умира. Ќе прснат со спреот, ето станал, нема ништо. Зошто? Или да забуши време, или да повреди играч. А тогаш немало тоа мене да ме гурне некој. Па ја да не му вратим после у дуел. Цело време паметот ми е туе. Да му возвратим. Имало желба за играње. Немало глумење. Се има глумење многу. Се преправа, сите мислиш умираат со мал удар. А тогај било и ривалството било мерак. После ние фудбалери од сите градови низ Македонија сме се познавале добро. Сме играле цврсто, ама ќе заврши надпревар, ќе се изгушиме, ајде се гледаме за подобро. Така што и сега кој ќе се сретнем со некој фудбалери бивши, до душа све помалу сме, најдобар пријател. Немало мржња таква. Сега заради тоа
не играл 6 надпревари, ќе влезе, па ќе се повреди, па уште 6 не игра. Па ме ќе цркнем ја ако не станем да играм. Меракот бил многу голем, ама меракот од срце, од душа. Те терало да играш. Кој ти се дава шанса да играш, изиграј и се од себе дај. Сегашни се свилени, така ги викам, свилени. Блажевски, тука некаде ќе мора да ја привршуваме денесната емисија, бидејќи веќе 20 на минути го надминавме и терминот кој што ни беше и времето кој што ни беше на располагање. Уште еднаш ти благодарам. Се надевам дека постарите, повозрастните генерации се подсетија на едни други времења, а младите научија нешто ново и слушнаа некои приказни кои што до сега не им биле познати. Јас ви благодарам на поканата. Добре што ме повикавте, затоа што ние постариите секогаш имаме нешто повеќе да кажеме, сме доживеле некои работи и веројатно ќе бидат интересни за гледачите ваши и уште еднаш ви благодарам на поканата и спремен сум за соработка било каква. Имаме многу да зборуваме, меѓутоа ќе имаме и други прилики, ќе снимиме и други емисии. Кога веќе зборуваме за спортот, секако дека потребна е и добра спортска опрема. А најдобрата спортска опрема, како за професионалци, така и за рекреативци, ја имате во продавницата на ASICS, во Скопје Сити Мол, на вторката. Оваа прилика исто така ќе ја искористам да се заблагодарам и на кафе барот Квинс, каде што ја снимивме денешната емисија. Посакувам се најдобро и се гледаме следниот петок. Довидување. Довидување.